Не дозволуваме леарница на алуминиум во нашата општина, порачаа екоактивистите од Струмичко Ново село, кои денеска протестираа пред општинската зграда. На самиот протест им се придружи и градоначалникот, кој им порача дека тој ќе биде првиот и ќе го поведе народот, доколку се утврди дека објектот откако ќе почне да работи ќе загадува. Јас како млад човек, доколку, еве да кажеме, после почнувањето на фабриката, после почнувањето со работа на оваа фабрика, доколку постои било какво отстапување или загадување дури од една јота, јас како млад човек ќе ги предводам граѓаните и истиот објект ќе го разградиме. Причината е затоа што доколку го погледнеме објектот, во воздушна линија се гледа и мојата семејна куќа, каде што јас живеам. И јас како млад човек кој што планира своето семејство овде да го гради, не би дозволил било какво загадување. Екоактивистите тврдат дека изградбата на ваква фабрика во близина на реката и изворите за вода во Ново село ќе бидат погубни за Струмичката котлина. Ова е последен предупредувачки момент кога ние сакаме на јавноста уште еднаш да им свртиме вниманието за огромните опасности што ќе ги предизвика изградбата и ставањето во функција на таквата леарница или топилница. Ќе дадеме апел, да кажеме, кон политичари, дали тоа се локални или на ниво на државата, да си преземат мерките, да видат да расчистат што е во ред со законот, што не е. Ако е во ред, нека се гради, ако не е во ред, да се прекине и сите да си гледаме својата работа, така ли? Екоактивистите на денешниот протест изведоа и перформанс со кој упатија порака дека изградба на леарница и рудници ќе значи смрт за Струмичката котлина. Реагираа дека од страна на градоначалникот им било забравено да направат увид во целата документација, поврзана со изградбата на спорниот објект. Но сакаме да знаеме конкретно што има во нивните документи, односно бараме градежна дозвола и бараме елаборатот за заштита на животната средина. Градоначалникот ги отфрли обвинувањата на екоактивистите дека не им дозволил да извршат увид во документацијата. Согласно увидот на теренот, кога дојдоа експертите, заедно бевме на терен и е констатирано дека ниту во моментот, ниту по приложената документација таа фабрика не е ризик по животната средина. Дозволата за градба за овој објект издадена во август 2023, а со работа треба да започне кон крајот на годината. Инвестицијата е околу 3,5 милиони евра. Во рамки на објектот ќе има 3 фабрики, едната за преработка на алуминиум, другата за дробење, а ќе има и склад.